Добре дошле во ново издание на подкастот Политиканти.мк. Со мене Сашо Ордановски. И со мене Боријан Јовановски. Боријан ме праша зашто се викаме политиканти. Бидејќи се повеќе имаме слушатели, се повеќе луѓе се јавуваат, коментираат и така натаму. Да, тоа е добро прашање. Тоа е ти треба да го одговориш затоа што ти го смисли, а ја не те ни прашав што ти значи и со задоволство го прифатив. Така што повели објасни. Бев на интервју кај Гоце Михајловски во Канал 5, тој е инаку еден од луѓето со кои навистина е задоволство да се разговара, ако ништо друго имаш доволно време за да аргументира ставови и така натаму, нема брзање, за разлика од низа други телевизиски програми кај што тоа на друг начин изгледа помалку како на пазар. Гоце добар дел од А1 школата, само морам така да кажам. Да. Мансот А1 школа. Па Јас му реков дека политиканти е известна, како да кажем, саркастична дистанца и од тоа што и ние двајцата го правиме. Бидејќи, мислам, јас одамна престанав да мислам дека новинарството ќе го смени светот, дека ние сме тука во некаква мисија која што треба да пресудува, да суди, да носи не знам какви заклучоци по кои ќе се менуваат политиките во државата и се ќе се, знаеш како ќе не знам, после секој коментар ќе застане земјата. Имаме ние инаку такви колеги кои ќе кажат друже Ковачевски, ја да ти кажам и така натаму. Месијанскиот комплекс е патолошка овакво категоризирана дефиниција. Така што затоа и го одбравме ова политиканти, за да биде малку и со една самоиронија кон нас двајцата. Бидејќи атмосферата е политиканска во Македонија. За жал се стана толку политикански да просто веројатно ова е единствената реплика на таква една состојба на духот. Па дури и верските датуми и верските собитија се одбележуваат политикански. Бидејќи морам да ти кажам, тоа го говорив и во интервјуто на Канал 5, јас сум навистина запрепастен од начинот на кој што владеачко СДСМ го прослави Великден. Добро, ние одамна сме се навикнали на тоа да се тепаат кој ќе биде у прв ред, да баци рака, да запали свеќи и така натаму. Мислам дека верата е приватна работа и дека во крајна линија секој може да прави што сака. Тоа апсолутно не им доликува на социјалдемократи. Меѓутоа, ова што го направија, мислам дека е скандал со ова носењето на овој благодатен оган со, не знам, државни делегации во Иерусалим, овде како Ковачевски ги чека на аеродром, па тоа прават некакви политички пораки. Тоа стварно изгледаше, делуваше, звучеше непристојно и несоодветно не само заради политичките пораки во сето тоа, опозицијата на свој начин тоа го проследи исто така со политичко-верски пораки, туку затоа што не му личи на еден социјалдемократски сојуз тоа да го прави. С една страна политиката, ова е стварно еден аргумент плюс за една моја теза дека ние немаме никаков политички проблем, далеку сме ние сме во еден длабок културолошки проблем во смисла на поимањето на нештата, вклучително важните нешта во филозофијата уопшто на поимањето на светот, на животот, како што е, например, верата, или еве, да речеме, владење на правото како принцип, како некаква вредност. Како ние може да зборуваме за владење на право ако покрај фактот што е државата дефинирана во уставот како секуларна, ти упорно имаш влади кои брутално го кршат уставот. Значи, и при тоа најжално е што не постои свесност што се прави и каква повреда се прави. Тоа е загрижувачкиот момент и тоа е културолошкиот момент. Додека не се случи тоа, не знам како да кажам, просто немам одговор. И при тоа сите молчат, што е право со еднодводневно... Затоа што исто така не го перцепираат зашо проблемот. Или го перцепираат, ама се плашат. Ти знаеш, кога е вера прашање, сега немој да ги повредиме чувствата на муслиманиве, на христијаниве, вака било, така било, знаеш, тоа е на ниво на или Господ се празни прикази, не слушај. Слушај, државата да вложува, како да кажам, напори за да некакви огнови ми носи, некакви фантазии христијански, тоа кој сака да си верува
поведете, имате религии, цркви, приватно време, кој што сака нека верува. Тоа не може да биде спонзорирано на ниеден начин од член 19 дефинираната секуларност на државава. Го читав коментарот со мало задоцнување на наши звонеден колега, ја морам да кажем дека Злата Лозановски од Словен печат навистина го оценам како еден од најдобрите новинари во Македонија, еден одлежен, сериозен, исклучително ерудита и така натаму. И он имаше баш на оваа тема и тоа Злате кој што е и духовите и мек во своето пишување ги поканува сите да го... Мек е, ама многу воспитана, притоа сите тези му се точни. Значи нема промашување во тезите. Тоа е единствениот кој што нешто кажа. Оти види, утре да отиде возачот на некој министер тост да купи со службениот автомобил, ќе добиеш на 15 портали наслови за оставка на министрот. Ова што се палат авиони и што се оди до Ерусалим во име на државата некакви благодатни огнови да се донесат, затоа сите молчат, невладини организации, државни овие антикорупцијски, не знам какви функционери, сите си молчат бидејќи тоа име некако, како да кажем, така непријатно име сега тоа, знаеш, за време на големите празници да не правиме срамота. Малограѓански мир да не се наруши случајно, не дај Боже. Еве, да се вратим, јас, знаеш, тоа го забележувам секоја година. Мислам, вестите ни почнуваат со Христос се роди. И тоа е вест стара 2023 години. Да. Значи, Христос се воскресе. Тоа е еден убав социјален, културолошки момент, настан, кој дали треба да се почитува, треба да се апсолутно, мислам, нема ништо спорно. Низа на вредности, еве и собирање на семејство, деца, јајца, фармање, има како да кажам еден стварно се толково, добро. Да, и настане од тоа треба да се извести, не викам не. Верата и затоа го има смислено, тоа е на времето кога нема држави, тоа биле социјални уствари инструменти. Се разбира. Организација на општеството. И во таа смисла да е настан кој секако треба да биде одбележан со некоја фина репортажа која имено го отсликува еве тој лајфстайл креиран од религијата на известен. Тоа истото се однесува и на Рамазан, тоа истото се однесува на сите овие главни религии, ама државата да стане во... Види, ти го читав и коментарот на ТВ Нова за овој прочеден владика Петар, нели, кој што всушност човекот е скандалозен, мислам, од еден провокатор кој јас барем памтам во 30 години само со тоа се бави по време на провокација, една немам како другчие да го крстам, тоа е една многу простачка, да кажем, политика, да со една 19-вековни тези за улогата на жените во семејството и така, скандален. Меѓутоа, он е само симптомот на ова што го разговараме. Именно, он е само продолжување на се каже за Петар, еве ти што може да дотадеме уште некои детали. Знаеш, на времето тоа во комунизмот како се регрутирани тие високи чиновници. Тоа ги мобилизира полицијата, УДБА. Тогаш која ги пушта на терен и они треба да контролираат тој дел од населението кое не може да го контролира комунистичката партија како таква. И тука да завршиме со приказката. Но проблемот е што Петар мене, и тоа ми е најциничниот дел од целата приказка. Другиот велинг или било кој нареден верски празник, илјадници жени ќе се наредат да му бацат рака. Тоа е понижувачкиот дел од приказката. И на нив тоа нема да им пречи. Иначе би требало да го гризнат за раката за тој вид на изјави, затоа што мислат шамар, вака ги плукаво, не е ни шамар, него е навреда. Што ќе правиме сега ако да речеме, јас дека тој го кажав, ако да речеме Дуј реши со државниот авион сега да носи наджилак луѓе во Мека. Тоа ќе биде хистерија. Тоа ќе биде хистерија. Ти гарантирам дека сите ќе рипнат, а за ова сите други си молчат и така. И тоа е она што всушност разочарува и тоа е добро велиш дека тоа всушност еден илустрација за еден многу поширок контекст. Види, знаеш како Македонија повремено станува место за бајачки. И мислам дека сме сега баш у една таква фаза кога луѓето се разочарани, цинични, имаат причини за тоа, и немаат причини за тоа, едноставно така се чувствуваат и така натаму, и тогаш поминуваат
лудачки, најбезвезни, како да кажем, онака распиштолени идеи, настапи. Гледам се, пак се дигнува, пошто доаѓаат избори, се дига еден полусвет удбашки. Читам за Фронтекс, дека се тоа ќе биле луѓе кои што ќе шетале низ Македонија, ќе убивале без да бидат казнувани, пошто имало некаков договор кој они се заштитени, така. Онака, баш провокаторите, како бе тие провокатори не се изгубија за 30 години? Истите 10-15 луѓе се со години, со децении. Цело време тоа. И најжалосно е што регрутираат и помлади генерации, Сашо. Па да, затоа што тие не памтат, има генерации кои се родили пред 20 години, тие не памтат ништо пред тоа, нема друго, тоа го памтат. Да, тоа е, мислам, стварно вака една депресивна ситуација. И те ќе гледаме сега ова со уставните измени, очигледно почнува да оваа приказка за таа дебата. И сега тоа замешателство околу тоа, нели, зашто не, како не, да не се прифати па Бугарија, па Европа, ваква, па така. Сите тие кујни тоа ќе се збучат. Но добро, тоа да го сме го разговарали, интересен период ни престои околу таа дебата што владава некако ја отвара, не знам што мисли. Искрено да бидам, не сум сосема сигурен сега таа уставна комисија што ќе работи, и стварно се работи за една запирка, додавање на уште 2-3 нации и затварање на преамбулата. Добро, мислам дека е тоа малку резултат на една задоцнета памет дека недобро го искомуницираа тоа со пошироката јавност, и тука опозицијата морам да кажам дека има еден дека е во право за некои од тие аспекти. Таа секако и да беше издискутирана, ќе ги кочеше европските, бидејќи таа е во суштина антиевропска, антисападна и друго и треба, за друго се залагаат. Меѓутоа, па види сега борење од друга страна, повторно е, мислам, гледам дека сагава околу Бехтел и Енка не продолжува да тече. Не продолжува, се извинувам, не сопира да тече. Имаме се нови епизоди. Сега ќе добиеле прво очигледно дека не само опозицијата, него кој знае колку луѓе го имаат веќе тој документ од 300-400 страни. Александар Николовски Белки секој ден ќе прави во продолжение за наредните 300 дена до изборите по еден настап врзан за договорот. Сега владава решила да го стави на увид само на пратениците кои имаат безбедносни сертификати. Не, нешто е, Сашо, има таму еден детај многу важен. Го класифицираат како доверлив, а постои член во законот, 4 или 6, не ме држи за класифицирање на тие документи, кој тачно дефинира што може да се класифицира како доверливо. Нешто што се однесува на безбедноста, сигурноста на државата, нешто што може да ја загрози безбедноста и така натаму. И сега, кој елемент од тој договор ти можеш да го оправдаш со тоа што е? На крајот да е еден елемент, таа страна тргни од тој или за црнија и дај ми го документ. Борјан, на крај се работи за градење патишта. Нема во тоа никаква висока технологија, нема во тоа никакви тајни. Цел свет фирмите кои се земјаат со тоа ги знаат сите поединости детали. Бехтел барал, па Бехтел може да бари и ракета на Марс да испратиме за да они го градат патот. Не е Бехтел тој што го плаќа ова. И второ, види, ова е голема, како да кажем, загрижувачка. Ние веќе влегуваме во плаќање 54 милиони евра, бидејќи сме задоцниле со спроведување на менувањето на законите. Од една страна луѓе, мислам, овие критичари тврдат дека се тоа пенали, владата вика не се тоа пенали, тоа само ќе го поскапи проектот. Не, вака да појаснам, со Битичи разговарав. Подпишани се 2 договора. Добро. Едниот кој е хипотетички ги зема во предвид ситуацијата да се променети законите. Добро. И вториот кој е направен според постоечките закони. Тој што е направен според постоечките закони, доколку стапи на сила тој, затоа што нема да се донесат законите, целата сделка ќе чини во старт повеќе 54 милиона. Зошто да прашам, што е објаснувањето? Сега, тука има разни детали од тоа како они, например, ако не се продолжи работнава недела, ако не се обезбеди тоа дека они може ќе треба да носат од страна. Појма немам. Има тука неколку детали од тој тип. Но види, Сашо, како и да е, види ова, што е парадоксот кој ја не можам да го стварно не можам да си го одговорам. Ти добро знаеш, ја и ти како новинари сме се залагале од секогаш за стратешкото потребата од тој коридор 8 кој е од огромно значење за Македонија, бидејќи тоа е единствениот договор, коридор кој заедно со 10 ја прави Македонија крстосница на Балканот и во таа смисла и дава
сериозно геополитичко, геостратешко значење. Така што тој коридор 8 е нешто што нема вака Нема сомневање. сме очекувале, тоа е стварно една капитална инвестиција во иднината и сега ти од реализација на таква една стратешка цел со која стварно би можел да се пофалиш утре, да направиш еден ваков обст галиматијас, еден хаос. Да. Тоа е. Па јас стварно сакам Талент бара, за кој тоа го бара смисли? Имате ли човек кој би ги смишља вакви? Посто ова е Инаку сценарио. Македонија уште од римски времења, тоа значи уште пред 20 века, е крстосница на таа прочуена Вија Милитарија и Вија Игнација, кој што на југот на Македонија се вкрстувале. затоа имала некакво Нешто тие, озбилно затоа значење. Ферид Мухич ја нарекува Македонија Катена Мунди, копчето да. на светот и така натаму. Овдека луѓето малку знаат дека караваните со камили, да речеме, на почетокот на минатиот век постоеле. Не биле тоа само некакви арапско-африкански ситуации. Овдека најстарата кафеана се вика Фуктак во Дојран токму заради тесно линејката. Фуктак. Таа е од ако не се лажам, тоа е негдека ран 20 век. Игнација е сериозен стратешки Така е. И ние сме заради тоа, стратешка линија. заради тоа сме ние и инаку важни. Јас знам на времето, бидејќи живеам во Бардовци, таму на врвот на брдото, се ова е пред веќе 20 и повеќе години, имаше едно големо бетонско плато. Сега се таму антениве на Телеком ги се наеден на когось и така натаму. Јас сум се распрашувал што е тоа бетонско плато кое што постои, мислам дека е веќе затрупано или дека е извадено и така големо. Ми раскажувале некои дека тука за време на балканските или можеби за Првата светска војна бил стациониран долгогаѓачки француски ротирачки топ, кој што го контролирал целиот овој стратешки коридор кој оди кон Косово преку генерал Јанковиќ клисурата, што повторно говори за некакви стратешки коридори кои што од југот оделе кон северот, едниот преку Табановце, другиот преку генерал Јанковиќ, третиот одел према Албанија и потоа кон Италија и така На натаму. Баба планина на Пелистер го имаш францускиот пат, тоа е една од позициите за кои французите жестоко се бореле да ја и успеале да ја одржат и тоа им е стратешката предност која обезбедуваат, а имено е контрола на повторно на тие коридори, на тие коридори. Сега тоа и се кој не го разбира, тоа не го. Но види, еве социјалдемократите може ги разбираат тие работи. И еве го прават тој коридор. Ама ти од тоа да направиш ваква Афера. би сакал некому да честитам. Пукање во колено, што се вика, да. И при тоа се разбира, тука утрчуваат овие стотици матни порталчиња кои објавуваат не знам какви информации, прате општ хаос, веќе никој ништо не знае ни што е тачно, ни како е, ни зашто. Но се создаде перцепција дека тоа е малте не Скопје 2014. Што ти кажува... Само поскап. Да, само што е поскап. Што ти кажува Боријан дека всушност свеста за тоа како се комуницираат работите, потребата за транспарентност се уште не живее во нашите владеачки структури, кај овие претходниве секако, меѓутоа и овие што ги наследија, исто така се на истата бранова должина, се прават некакви елементарни пиар кампањи, некакви договори, во суштина нема искрен напор тоа што ти го говориш, да се отворат работите и да бидат отчетни, транспарентни, да бидат со квалитетни податоци, со вистинска подготовка, за да не се доведуваме во вакви парадоксални ситуации во кои што најголемата сделка што ни се случува веројатно во последните 2-30 години, не знам дали има нешто поголемо од ова, сега станува проблем. А при тоа го читам договорот што е подпишан со тајванската компанија која инвестира во ТИРС, тие 200 милиони, што исто така многу голема инвестиција. Тајванците набележуваат јасни причини зошто решиле во Македонија да инвестираат, иако и Хрватска и Србија биле во конкуренција, а Србија и Хрватска се за нас регионални, да кажем, сили во однос на економските потенцијали. Една од причините што ја наведуваат и заради политичката стабилност на земјата, предвидливоста на работите. И сега, членка на НАТО. Членка на НАТО. Значи, дојдовме до некакви статуси кои што повторно самите успешно ќе си ги нарушиме.
И овдека се уште не се разбира која е важноста на тој вид на предвидливост, на функционалност на системот и така натаму. Второ, Боријан, јас во еден настап минатата година во една колумна, таа е последната што сум ја објавил, инаку токму се обидувам да направам една теориска и практична разлика помеѓу патриотизмот и национализмот. Патриотизмот е чувство според кое на граѓаните треба да им се даде можност да веруваат во функционалните институции и да бидат патриоти, наместо да веруваат во етничката припадност и тоа да им биде и во митологија. И потоа сето тоа што доаѓа со тоа и да биде. Значи, таква шанса да се пропушти, како што сега се пропушта, да се направи една функционална, види, ние не очекуваме дека ова ќе функционира на ниво на, не знам, Германија или Австрија. И таму има инаку проблеми, тоа не е ништо ново. Меѓутоа, да се пропушти таа шанса и да се шутне топката комплетно во политичките води на национализмот, па ти таму не можеш да добиеш надпревар со овие, како да кажам, со овие легитимни националистички и радикално клеронационалистички секакви други сили. Па ја не знам која е стратегијата на социјалдемократите просто да се откажат од цела една огромна граѓанска агенда, либерална агенда, која што треба да го врати патриотизмот во државата и вербата дека овдека може да се направи подобра, прогресивна, по-просперитетна средина. Тоа стварно навистина, ја мислам дека никој тоа таму не го ни разговара. Имено тоа сме го разговарале. И тоа е, мислам, продолжување на ова се што... Веројатно, која, дали, ќе биде на крај скриштата, никој да не дознае меѓу нив да разговараат и да речат, добро, ние имаме ли проблем воопшто? И тоа е елементарна дебата не постои. Тоа се случува. Стихија е ова, која води. Инаку владиката Петра себе сега отвори телевизија, ако не се лажам од ова што читам, така што не се грижи ова што го разговараме сега за по повод неговите изјави, сега ќе добие легитимна медиска промоција и предпоставам дека и ќе се прошири платформата на Македонија како би требало да изгледа во 19 век. Така што не те чуди ни тезата дека таму дека ќе се зборува отворено како е земјата плоча и така натаму. Тоа нема да има никаков проблем, се разбира, тоа и дури ќе гледаат луѓе, тоа пак е. И ќе вика, знаеш како, тој принцип дека сите имаат право да изнесат што мислат и не само што имаат право, зашто тоа право го имаат, туку дека сите тези се еднакви. Значи дека и кој ќе дрбнеш најголема глупост и таа има еднаква легитимност, зашто види дека земјата е тркалезна, зашто само тоа да биде тезат. Значи неверојатна една, како да кажем, едно заглупување од епски размери. И тоа се случува. Многу се израдував на оваа пресудава, не знам тоа кај нас колку се следи, ама мислам дека тоа одекна, на оваа пресудава со која Fox News во Америка туку што за пред некој ден Мардок го казнија со близко $800 милиони казна заради лажењата за изборите во Америка и поддршката за Трамп. За секоја сашто сум се залагал за тоа колку и да не било популарно меѓу колегите наши, значи јас сум бил против тоа да кривично не гонат. Ние треба да новинарите сме одговорни, имаме и јавна одговорност, така е, некаква одговорност е тоа. Сега види, ти не може некој да бидеме исто ние новинари, некој кој мртов ладен ќе каже било што ќе тресне на медиум, ќе објави и поради тоа не слоси скоро никаква санкција, дури ако го тужиш кod мене што се случајот и Мирка и Миленко што ги тужев, го добив спорот, не можеш да наплатиш тие нешто што ти ги како €500. Еве Мирка дури само ја опомена, побара да се извини, ама нема што да плати. Не е задолжително. Не, ништо, значи нема врска. Како да кажам, мислам дека во таа смисла, доколку тој закон, тие прекршоци бидат сериозно високи, во тој случај, тоа би направило сериозна селекција во медиумите, Сашо. Односно, ние што сме се чуделе, јас на времето се чуде, па после сватив. Секој сериозен медиум на Запад има ангажирано озбилен адвокатски тим, адвокатска канцеларија, која ги проверува сите почувствителни текстови пред да бидат објавени. И тоа го прави, значи ја плаќаат кој знае колку пари таа адвокатска канцеларија и тоа не е случајно. И тоа просто, само да кажам дека законите кои важат и го наметнуваат, да наметнуваат таа
етичност во медиумите. Не ти се чини дека ова со доказ земје всушност во вистинска насока потек, мислам и одлука на судот, на обвинителството и така Па види, тоа сме го разговарали, сме го поздравиле, мислам, да е на известен начин, но сепак Сашо остануваме далеку од тоа дека еве, пак ќе ти кажам, вечерва ја и ти на подкастов да кажеме дека некој е, да го именуваме и да кажеме дека е, не знам, силеџија или било што, он може и ќе не тужи и веруе, ние ако добро ќе се случи, 500 евра ќе го даваме 500 евра, проблем не е. Ќе ги најдеме. Сакам да кажам, јас и ти немаме проблем, и треба камшик мене за да знаеме дека не треба да трескаме глупости вака пред микрофонот, но за жал мора да има една таква мерка која ќе ги пресетне сите и собственичките структури и новинарската структура. Уште една паралела морам да излечам помеѓу Fox News и оваа мини приказна со доказем и така натаму. Fox News на крај се согласи да исплати оваа одштета, од и барањата беа за 1,5 милиарда беа за одштетата, доколку дојдеше до судење. Почна судењето, но по американските закони во секој момент може двете страни да се договорат. Судењето се базираше врз добивањето на сите имейл преписки, на сите телефонски преписки, пораки помеѓу уредувачките тимови, водителите на Fox News и нивните собственици. И таму се гледа дека тие се свесни дека лажат. Значи, за ова дека Трамп ги изгубил изборите како резултат на намештајка, нив ги тужеше една од најголемите компании кои ги прави овие гласачкиве машини, бидејќи тие тврдеа дека се тие предпрограмирани да крадат гласови и така натаму. Тие беа предупредени дека за тоа ќе следуваат тужби. Сега има уште една поголема тужба од слична таква компанија која беше наведувана дека... Но сакам да кажам, судот со судско барање им ги запрени сите комуникации. Па да види што има во тие комуникации. Тоа е такво едно разобличување. Точно како ова. Затоа сакам да кажам дека види, не е доволно овој Маријан доказ. Треба да видиме што доволно. Има таму во сите тие пораки, да видиме што кој нарачува и така. Да се открие целата таа мрежа, Сашо. Оти ќе се повтори инаку. Тоа е само прашање на ден. Околу тоа. Никој не ни спомна одговорноста на медиумите во 27 април. Настаните. Ти имаш медиуми и новинари кои, сега ја да не се расправам тука да ги именуваме, многу добро се знае, кои буквално повикува на... Потикнува. Види сега, таму можеше да има граѓанска војна, таму можеше да има и жртви, села се се спаси. За малку. Значи, тоа е вознемирување на граѓанството на една степен на која од невидени размери нема одговорност, Сашо. Да. Боријан, тоа е веројатно резултат на една млада демократија која што треба се уште да учи лекции. Ние многу малку лекции учиме, бидејќи не е проблем, скандали има сегде и во развиените демократии, таму се краде и таму има корупција. Ништо тоа не се разбира, но има санкции, но има дебата, има поуки. Врз основа на тие случаи се прават нови институции со нови правила, со нови процедури. Ние ништо нам не се повторува. Дозволи ми да ти кажам, една епизода јас правев репортажа на времето во моја емисија Еврозум. Австрија, поради критиките кои ги трпи од Комитетот за превенција на тортура во Советот на Европа, го менува комплетно системот на внатрешната контрола на полицијата, на работата на полицијата, и го произведува најдемократскиот модел на контрола на полицијата во Европа. Тоа е тој микс кој ние се залагавме со шарената револуција, кој еве никако вие да го направат меѓу државните институции и граѓанските организации заедно со омбудсманот. Еден мешови тип кој просто има легитимитет, до сите податоци и при тоа по дефолт е транспарентен затоа што е дел од граѓанскиот сектор. Така се гради системот. Австрија не викала, тие у Советна Европа не мрзат. Не, туку дечки тајме... Или не ни го сакат јазикот, например. Не личи се. Не ни го сакат, не признава. Не признава, не ни го признаваат германскиот јазик. Видете, луѓе, некои експерти таму дошле до овие заклучоци и не личи како Австрија да бидеме земја у која се наведува дека постои тортура. И видиш, тоа е ова што, Боријан, ни се обидуваме и низ минатите подкасти, па и сега дури го зафаќаме. Знаеш, во Македонија, освен за афери и за скандали, никаква друга јавна дебата не се води.
нешто кога ќе се јави некој странец, ќе дојде ќе прошета, па нешто ќе каже, па околу тоа некакви реминисценции, се што се дебатни емисии. Да не кажем ова тенџере кој што лупа на Facebook, тоа како кога ќе фрлиш канта по скали, ова метална канта, денг данг. А тоа скалите долги, не може уште да се падне. Значи, празно тенџере кој што лупа по скали, ние не водиме суштински дебати. Мислам дека се испости граѓанскиот сектор до известна смисла. Мислам дека види, на крајот сепак се партиите најодговорни за тоа, односно да кажем државата. На крај власта е таа која што произведува атмосфера, која што произведува дебати, да поттикнува, поддржува, овозможува и така. Секогаш се институциите одговорни. Они го диктираат на крајот од некое темпо, динамика, дух на крај што сакаш. И морам уште нешто да прокоментирам што можеби ќе влезе во твојот, да кажем, во твоја юрисдикција. Ја гледам изјавава на амбасадорот на ЕУ, на господинот Гир, кој што со голема разочараност говореше за тоа дека во Македонија борбата со корупција е далеко од тоа што треба да биде и така натаму. И при тоа разни амбасадори само ни стават на знање, протрошивме толку стотици милиони евра, а овдека ништо не се движи. Види, можда е време да се прашаат на што ги трошеле парите. Можда е време да се прашаат колку им биле глупави проектите, бидејќи со некои од тие дипломати сме се расправале за одредени работи и сега они се чудат дека од тоа нема ефект. Па што се чудите? А малку да проверите на кого сте ги давале парите, за какви проекти, што се резултатите. Не е тоа само вината на македонската страна. Мислам, знаеш, и кога ги слушам амбасадориве, исто така ме фаќа еден склет, бидејќи со пари може да се променат некои работи, доколку парите се инвестираат на вистинско место. И сега да се префрли вината само на нефункционалност на Македонија. Они следат некој темплейт кој е генерален, кој тука кој се влегуваш, имаш веќе, ја мислам дека темплејти за тоа како да аплицираш, каде да аплицираш и со кој се keyword кој треба да аплицираш и да го добиеш проектот. Што се случува? Како се случува? Тоа никој не пребројал кај нас колку пари се влезени и кој е ефектот од нив. При тоа не викам дека тука има корупција. Не, тие се потрошени таму така како е забележено и се уредно. Табелите се уредни, сумите се поклопуваат, само ефектите ги нема. Ефектот е нада. Да. Тоа е нешто што исто ми остави впечаток неделава. Добро, Боријан, мислам, ние и понатаму ќе продолжиме. Види, малку и ни доаѓа пречесто за ваква држава во која што стварно темите се 2-3 на број со месеци. Малку ние имаме обврска да правиме подкасти 2 пати неделно, па затоа понекогаш и рипаме. Бидејќи види, да бидеме честни, ќе се чуеме и викаме што ќе коментираме, немаме што да коментираме. Не, мора посебно размислуваме за гости, да така е, добро. Некоја идеја. Па и времето се разубавува, мислам дека тоа ќе ни биде дополнителен поттик на таа тема. Океј, Боријан, ако сме готови за уште еден нов продолжен викенд, бидејќи овој е неработен, па потоа не чека, што не чека потоа, има уште нешто од празници таму што ќе се слават. Кирил, не, 1 мај, па Кирил и Методи, мислам дека се мај. Така, да. Некако овој април, мај така ни се погаѓа, како онака баш на низа од продолжени викенди, што не ни доаѓа лошо малце вака за духот на нацијата. И пролете, да. Океј, ви благодариме што не слушавте во ова 14-то издание. 14. И до слушање, благодарности од мене. Така е, се слушаме следниот пат, следната недела со ново издание на politikanti.mk. Останете во добро здравје.